Знаете ли која случка, има една случка во Новиот Завет која што... Така, која случка во Новиот Завет највеќе се повторува? Највеќе е повторена, највеќе... Случка, настан, новозаветен настан, кој што се повторува најчесто во Новиот Завет. Јас сега, колку што можев да видам, тоа е распнувањето Христово и го има во секој Евангелие и често пати се спомнува и на други места. Но втор настан кој што највеќе се спомнува, тоа е еден настан на обратување и е некако во контекст на нашата поука ова тромесечие, поготово во смисол на тоа колку е битно она лично искуство што треба секој од нас да го има, да го доживее во средба со Христа, со Господа, кој што е најмокното, највеќе може да не одржи во животот и да не води понатаму во нашиот духовен раст. Имено втора случка, односно втора поред, кој што највеќе се спомнува во Новиот Завет, тоа е обратувањето на Савле во Павле. Значи, Савле која станува Павле и неговата средба на патот кон Дамаск со Исуса Христа. Се спомнува во, мислам, 9 глава беше Дела апостолски, па 22, па 26. Ние ќе го земеме оној пример пред царот Агрипа, која се наоѓа Павле, ќе отвориме од 26 глава Дела апостолски. Ќе ги читаме конкретно сега од 9 до 18 стих. Дела апостолски, 26, од 9 до 18. Че Павле се брани пред Агрипа и вели: јас мислев дека треба да вршам многу нешта против името на Исуса Назареецот. Сама си го најдам текстот и во Библијата овде, затоа што ќе се навраќаме на некои моменти. Јас мислев дека треба да вршам многу нешта против името на Исуса Назареецот, што и го правев во Ерусалим, откако добив овластување од првосвештениците, затворив мнозина од светите во темница, а кога ги убиваа, давав глас за тоа. И многу пати ги мачев во сите синагоги и ги принудував да хулат. И прекумерно разјарен против нив ги гонев и по тугите градови. Која јарост тоа било. Кога за таа цел патував во Дамаск со власт и налог од првосвештениците, на среде бел ден на патот царе видов светлина од небото, посилна од сончевиот блесок, која не осветли мене и оние кои патуваа со мене. И кога сите паднавме на земја, чув глас кој ми зборуваше на еврејски јазик: Савле, Савле, зошто ме гониш? Тешко ти е да се риташ против остенот, против бодило во некои преводи. А јас реков: кој си ти, Господине? Господ рече: јас сум Исус, кого ти го гониш. Но стани и застани на своите нозе, зашто затоа ти се јавив, за да те назначам за служител и за сведок, како за ова што го виде, така и за она во кое ќе ти се објавам. Избавувајќи те од луѓево и од народите, при кои те праќам сега, за да им ги отвориш очите и да се обрнат од темнината кон светлината, од сатанската власт кон Бога и преку верата во мене да примат опростување на гревовите и наследство меѓу осветените. Ова е неверојатен настан. Знаете дека, добро рекол некој, дека најголемо чудо, мислам дека Елен Вајт го кажува, дека најголемо чудо што Господ го прави, тоа е да обрати човек, да го сврти од сатанскиот пат кон патот на вечноста, патот на светлината, на спасението. Тоа е најголемото чудо. Зошто? Затоа што е проблем за Господа да ја смири бурата или не знам да премести планина, било што нема проблем тука, меѓутоа за да обрати човек, проблемот е слободната човечка волја. Тоа е проблемот. И овде има неверојатно обратување. Човек кој што ја гони Божјата црква, одеднаш, значи за краток период, не знаеме колку тука станува за краток период, кога тој се свртува и станува еден од најголемите христијани и поборници за христијанството, за Христа.
Вакво нешто не да ретко гледаме денес, Елен Вајд вели дека ретко гледаме вистинско обраќање, а не па вакво драматично обраќање. Јас неодамна мислам дека проговорив од овде и почнувајќи од мене, значи загрижувачки е ако сите се погледнеме во ова огледало што е пред нас овде и да се испитаме да видиме кај сме биле пред 20 години и кај сме сега. И дали има некои промени во нашиот живот. Обраќањето значи тотално свртување за 180 степени во другиот правец. Тоа се случува кај Павле. И ова е па не само што е, затоа сакам да навлеземе, значи да видиме што всушност се случило овде и не само што е зачудувачко, туку и охрабрувачко за секој од нас. Ако можел Господ ова да го направи со Павле, Савле всушност, со Савле, тоеш ја не сум изгубен случај, или никој од нас, или било кој надвор на улица. Барем во денешно време, на наши простори овде, ја не познавам некој да така ја гони Божјата црква, да апси, да става по затвори и така натаму. Еве, ние сме се уште мирни тука, се е во ред, ќе видиме до кога, но тоа благодетно време што ни го дава Господ треба да го искористиме. Што има овде? Мора да има нешто. Како тоа Павле за толку краток период таква драстична промена кај него? Какви сваќања имал како прво Павле, како фарисеј? Дали тој верувал дека Исус бил човек кој живеел во Израел? Физички човек. Па верувал нормално. Не бил тоа одамна, кој Исус бил на земјата. Дали верувал дека Исус бил влијателен учител? И тоа како? Па ги гонел неговите ученици, мислам, и неговите следбеници. Бил вклучен во тоа. Што се однесува до Христовите учења? Павле во многу што се сложувал со Христовите учења. Зарем Павле не проповедал за Мојсей, за законот? Верувал ли Павле во воскресение? Па нормално фарисеј. Да. Верувал ли во свет живот? Уи тоа како фарисеите, знаете. Дури се фали таму филипјаните, викал, во што се однесува до законот безпрекорен. Во авторитетот на писмото дали верувал? Секако. И така натаму, значи, Павле верувал во тоа дека Исус бил и распнат. Верувал во воскресение, меѓутоа верувал во она лага, кој што било расширена дека било украдено Христовото тело и така натаму. Значи, тоа е тоа. Тука тој дел и уште еден многу битен дел е тој дел, значи во два моменти може да кажеме, или односно може и еден да кажеме, најбитен е тој дека не верувал дека Исус е Месијата. Тука бил делот кој што му бил доволен да го сврти за 180 степени. Тоа и се случило во ова видение кога Исус му се појавил во светлина. Значи не е драматично ова обратување, меѓутоа сепак кога ќе погледнете каква основа имал Павле, ќе видите дека имал добра основа. Значи мали биле тие некои ситни работи кои што му фалеле во целиот тој мозаик. Еве да видиме што веле сестра Елен Вајд во делата на апостолите. Савле бил по потекло евреин, а се школувал во Ерусалим кај најстакнатите еврејски рабени, знаеме Гамалиел. Рабените го сметале за млад човек со голема иднина и во него полагале најголеми надежи, како во способен и ревносен поборник за старата вера. Тој бил многу надежен. Знаете, бил неверојатно интелигентен, значи надежен, ревен. Со тоа што ќе стане член на Синедрионот, многу широко му се отвориле вратите, значи за тоа што планирал да го направи у својот живот, за неговата кариера, да кажем. Вели, Савле се истакнал при сослушувањето и при прогласувањето за виновен на првиот христијански маченик, на Стефан. И тука Господ работел на неговото срце.
Но очигледните докази за Божјето присуство на страната на мъченикот го навеле Савле да се посомнева во праведноста на делото за кое се залагал против Исусовите следбеници. Таму, каде што бил присутен, кога Стефан непосредно пред да биде каменува, значи целата она проповед ја слушал и сето тоа, сите тие сцени, почна да се сомнева, но и вели во душата бил длабоко вознемирен. Господ почнал да работи неговото срце. Спасителот изборувал на совеста на Павле уште преку Стефана, чие што јасно излагање не можело да се побие. Стефан не можел да биде побиен во она негова моќна проповед. Учениот Еврин забележал како лицето на мъченикот свети со светлината на Христовата слава и неговото лице како лице на ангел. Како Мојсей која се симнал од Синај, слично. Како Јован, како го објаснил во прва глава Откровение Исуса. Неговиот лик, Христовиот лик како свети, како сонце. И сега го гледаме целата таа случка и тоа на видение што го има Павле, како значи, е кутнат од конјот и среде бел ден, кога е најсјајно сонцето, светлина уште појака од сонцето. И му се појавува распнатиот и воскреснатиот Исус. Верувал, знаел дека бил распнат, ама не верувал дека воскреснал. И не верувал тоа што е најбитно дека е Месијата. Значи, Господ работи кај него уште во времето на со случката со Стефан. Тој бил очевидец на Стефановата воздржаност кон своите непријатели и на неговото великодушно проштевање. Исто така бил сведок на цврстината и на ведрото спокојство на многу луѓе кои самиот ги изложувал на измачување. Че не само Стефан, сите други. Мнозина други. Видел дури како некои од нив со радост го даваат и својот живот за својата вера. Сето тоа го збунувало, го вознемирувало. Сите овие факти силно му се наметнале на Савле и понекогаш во неговиот дух предизвикувале речиси непоколебливо осведочување дека Исус навистина е ветениот Месија. Тука го имал проблемот, како што кажеме. Во тие случаи Савле цели ноќи се борел против тоа сведоштво. Забележите што му вели Исус? Немој да се риташ против остен, против бодило, знаете, оној стапо на алат, како што служела за да се тера стоката во ловите и така натаму со онака ишилен напред, за да дури предизвика болка кај говедото, за да биде спотерано, да оди како што треба. И се замислите си да одите против такво бодило, шило. Тоа е тоа што му се случувало, вели. Во тие случаи Савле цели ноќи се борил против тоа сведоштво и секогаш на крај јавно изјавувал дека Исус не е Месија. Тоа одење против совест, таа борба. И дека неговите следбеници се само заведени фанатици. Како тоа доаѓал до такви заклучоци? Се запрашаме. Видите што вели Елен Вајт понатаму. Не знаеки што да прави, значи збунет, вознемирен, ги гледал сите тие ситуации, им се обратил на оние во чие што мудрост и расудување имал целосна доверба. Во кого имал целосна доверба, знаете? Па во своите учители, пред се. Вели, доказите на свештениците и старешините најпосле го осведочили дека Стефан бил богохулник, а Христос кога го проповедал измачуваниот ученик, ништо повеќе освен обичен измамник и дека сепак имаат право оние кои што вршат света служба. Савле, значи свештениците така натаму, и дека и тој на тој начин се оправдувал во она што го правил. Значи Исус бил измамник, како и сите негови следбеници. Савле до тој заклучок дошол дури по тешки искушенија, како што рековме, по цели ноќи не можел да спие. Меѓутоа на крај неговото воспитување, неговото воспитување и наследните предрасуди, почита кон некогашните учители, гордоста и славолюбието го навеле бунтовно да стане против гласот на совеста и против Божјата милост. Еве ги повторам тие неколку работи, кои што често пати, можеби на нас не биле, а можеби се уште некои од овие моменти ни се проблем да целосно ја прифатиме вистина, да целосно се предадеме. Што биле тие? Неговото воспитување.
Бил учен од најголемите учители од тоа време. И наследните предрасуди, почитте кон некогашните учители, значи. Замислите си, надежен, значи, со највисоки оценки на тие факултети, да кажеме, со 3-4, не знам колку факултети, и сега некој да кажува нешто спротивно на тоа што бил, каде што тој бил учен во тие школи. Сега гледате ли која била предноста на Исуса што не учел во равинските школи? Нема проблем со ова. Значи, воспитувањето кој што примал, почитта што имал кон тие учители. Потоа, гордоста и славолюбието, значи, имал пред себе отворен пат за сјајна кариера, станал член на Синедрионот, надежен, ревен, сите во него гледале некој иден, кој знае што. И сето тоа го навело бунтовно да стане против гласот на совест и против Божјата милост. Може би ние сме имале борба некојаш во животот. Што ќе каже друштвото, што ќе кажат учителите, која го читав. Што ќе кажат учителите? Мене учителката што ме учише до четврто, во една прилика кога ме сретнава, тоа беше одамна таму, уште 97-98 може. Со ви го кажува тоа. Идев често во Свети Николе уште од време, водата од чешмите, од водовод не беше баш нешто за пиење, па идев често, има повеќе чешмичиња така природни низ градот, кај што идев со точок, ќе наполнам 5-6 шишиња, едно 9 литра вода, и таму ја сретнав учителката и нормално ја почитувам до денеска, не знам дали е жива. И таа исто имаше голема почит кон мене и ме застане и прво нешто што ми кажа, слушам вака и така, мислам добро, ме праша како си, што си, слушам вака и така таму со цобе, со гоце, со... Кој се сега цобе, кој е гоце, кој е... Ја ке те молам, значи, да размисли, вака, така, ме убедуваше кутрата. И како и тетка ме еднаш. И знаете, некојаш не знаете што да кажете веќе, освен, тој го кажа еднаш во една прилика на тетка ме, знаеш што, тетке, и да не постои Господ. Еве да речеме дека не постои Господ. Свати дека мене тој живот ми се допаѓа. Мене тој живот ми се допаѓа. Нека не постои ништо од ова. Тоа е тоа. Некогашните учители што ќе кажат? Надежен. Да, тие работи знаат да делуваат и како. И ден денеска на мнозина делуваат што не можат да се прекршат и да застанат на страната на вистина, да го прифатат Христа. И сега видите што се случува. Сега Савле увидел, значи го гледа видението, го гледа Исуса. Сега Савле увидел дека прогонувајќи ги Исусовите следбеници, всушност извршувал дело на сатаната. Полека почнуваат да му се склопуваат коцките. Фактите. Сватил дека неговите гледишта за правдата и должноста во голема мера се темелиле на непоколебливата доверба во свештениците и поглаварите. Верувал дека кога му зборувале дека историјата за Христовото воскресение всушност е вешто измислена приказна на учениците. Верувал, значи до тогаш верувал дека сето тоа било измислено. Дека Исус воскреснал. А сега кога пред него стоял лично Исус, Савле бил осведочен дека тврдењето на учениците било вистинито. На Христовите ученици. Во тој миг на небесно просветлување, умот на Савле действувал исклучително брзо. Видите што се случува кај него. Значи, кажавме, он имал многу слични сваќања, значи во многу што се поклопувале неговите верувања како и тоа што Исус го учел. И сега само некои моменти тука фалеле. Дали Исус е Месијата? Еве, викаат дека го украле телото. Меѓутоа сега Исус излегува пред него. Значи, точно тоа што му требало. Господ знае што ни треба на секој од нас. И ќе прати доволно толкава светлина, која што ќе биде за нас чудесна и ќе направи чудесно дело во нашиот живот. Че во тој миг, на тоа небесно просветлување, умот на Савле действува исклучително брзо. Неверојатно интелигентен бил, кажавме,
пред неговиот дух се отвориле пророчките записи на Светото Писмо. Увидел дека пророците предскажале од Исус ќе биде отфрлен од еврејскиот народ, дека ќе го распнат, дека ќе воскресне, дека ќе се вознесе на небото и со тоа ќе даде непобитни докази дека тој навистина е ветениот Месија. Сето тоа му се вклопило. Денеска кажав на поуката. Значи, ова е убедување на интелектот, на умот негов, фактите која ќе. Меѓутоа тоа не е доволно. Исус знаел како да го допре неговото срце, како што и секој знаел со секоја душа. За да се случи вистинско обратување, покаяние на душата. Значи, да те допре да сватиш дека си на крив пат, дека ти треба покаяние, дека си грешен, да се свртиш кон Бога, да побараш од Него милост и прошка, да ја побараш Неговата правда, тоа е нешто што Павле исклучително многу добро го сватил, ако не најдобро. Значи сега фактите полека му се вклопуваат. Савле сега наполно сигурно знаел дека ветениот Месија бил на оваа земја во лицето на Исуса Назарикјанецот и дека го отфрлиле и го расмале токму оние кои тој дошол да ги спаси. Исто така било сведочен дека Спасителот станал од гробот во слава и се вознел на небото. Во тој миг на божествено откровение Савле со ужас и сега е овој дел. Тоа е стихот 14 од 26 глава Дела апостолски. И кога сите паднавме на земја, чув глас кој ми зборуваше на еврејски јазик. Интересно ова, зашто Павле го спомнува на еврејски јазик. Знаете, дека тоаш грчкиот бил Меѓутоа, за да допре Исус до неговото срце, ја би рекол, може би му проговорил како на неговиот најсвојствен, мислам, најблизок јазик, како може би мајка му или татко му дома, знаете, која како мали ке сте сгрешиле нешто и мајка ви ќе ви укаже на грешката, ама на убав начин да допре до вас, за да сватите дека сте сгрешиле. Значи, тоа Исус сакал да го постигне, вели, затоа го истакнува на еврејски јазик. Савле, Савле, зошто ме гониш? Тешко ти е да се риташ против остенот. И потоа му се открива кој е. Значи, и во истиот момент е ужаснат. Савле сега си мисли, леле, што направив јас? Што правев цело време? Се сетил на Стефан. Како завршил Стефан? Ужаснат бил од сето тоа. Во што бил вклучен? Ама во исто време и со тој допир што го осетил од страната на Исуса и почувствувал дека Господ е тука да го исцели, да го земе при себе, да го искористи во својата служба. Значи, дека има покаяние, признавање и прошка за сето тоа. Тоа е тој допир до срцето, кој што е многу битен за да дојде до вистинско покаяние. Па нели жал по Бога или како. Вака сега за момент. Во Римјаните 2:4 да отвориме. Римјаните 2:4 вели, или ги презираш богатството на неговата благост, кротоста и долготрпеливоста, а не знаеш дека Божјата добрина те води кон покаяние. Вие никогаш нема да доведете некој до покаяние ако земете сега да со сила го терате да признае нешто. Со остар тон, со осуда и така натаму, не. Божјата добрина, а кој е добар друг освен Господ, така ли никад? Освен Господ Бог. Неговата добрина доведува до покаяние. Или 2 Коринќаните 7:10, еви тој да го прочитаме. Второ Коринќаните 7:10. Зашто жалоста по Бога донесува покаяние за спасение, за кое не се каја, жалоста на светот донесува смрт. Значи, онаа жалост каква што Господ сака да имаме жалост, тоа е жал за тоа што си го сторил. Свртување тотално во друг правец и веќе не го правиш тоа понатаму. Тоа е вистинското покаяние, ама за тоа треба да има допир на до срцето.
да биде убедено твоето срце, не само твојот интелект, твојот ум. Да, фактите се битни. И кога Савле ги ставил сите факти пред себе, сватил. Оној дел што му фалел, му се уклопил и готово. Умот, вика, му работил брзо. Но го добил и оној вториот дел, допир до срцето. Значи, осведочување, убедување на срцето, што е исто така многу битно. И вели исто, Савле, вели, со ужас во тој миг на божествено откровение си спомнувал дека Стефан, доека сведочил за распнатиот и воскреснат Спасител, е жртвован и со негова согласност. И не само Стефан, читавме претходно дека со негова согласност оделе и се апселе еден куп луѓе. И дека подосна со негова соработка многу Исусови следбеници нашле своја смрт во свирепите прогонства. Замислите како, што се случило во неговата душа. Ама доека не се ужаснеме, знаете, од нашиот стар живот, од она што сме го правиле пред Христа, не може да дојде до вистинско покаяние и обратување. А тоа Господ знае како да го изведе, Исус. Ми текнува на самрајанката. Иако таа сакала да ја смени темата, нели ја сменила темата, после меѓутоа гледате Исус како ти кажете, може би бил груп, во ред, може би не биле само тие единствени зборови, не сме биле таму, но кога и вели, па ти ни тој не ти е маж сега. Си имала толку и толку, и ни тој не ти е маж. Како тоа може да делува, значи сега на некој да му го кажете? Она што тој го крие длабоко во својата душа, знаете, дека срами било одела насред пладне на таа чешма тамо, на тој извор, на бунар, да наточи вода. Но Исус го знае тоа како да го направи. Тоа е тоа. Да допре до срцето. Значи, битна е теоријата. Се е битно. Меѓутоа, тој допир на срцето. Тоа е тоа што може да го направи Светиот Дух само. Денеска зборувавме за таа сила на Светиот Дух. Преку Словото и силата на Светиот Дух. Тоа е тоа што ќе ја допре душата. И не се само овие две работи. Осведочување или убедување на умот и на срцето. Туку и трета работа овде постои. Што се случува? 16 стих. Откако Исус ќе му каже, јас сум тој, јас сум Исус кога ти го гониш, допирајќи го неговото срце, кршејќи го Павле, и сега вели, но, што треба да прави сега? Стани, застани на своите нозе, зашто затоа ти се јавив, за да те назначам за служител и за сведок, како за ова што го виде, така и за она во кое ќе ти се објавам. Избавувајќи те од луѓеви и од народите при кои те праќам сега, за да им ги отвориш очите. Тебе се отворени, да, малку покасно, нели, ќе му паднат оние лушпи, кај Ананија кога ќе отиде. Но, буквално на Павле сега му биле отворени очите, сватил дека одил по погрешен пат, сега ти, таа светлина што ја прими, ти треба сега да ја однесеш на луѓето кои што се во темнина и на нив да им падне мракот, да им ги отвориш очите, не да им падне мракот, туку да ги осветли светлини, да се обрнат од темнината кон светлината, од сатанската власт кон Бога и преку верата во мене да примат опростување на гревовите и наследство меѓу осветените, да бидат спасени и тие. Вистинското обраќање подразбира, значи, убедување и на интелектот, убедување и на срцето, но и нешто што те гони на мисионство, да одиш, да им кажеш на луѓето, да ја однесеш таа чудесна светлина која што ти си ја доживел во својот живот. Тоа е составен дел и треба и мора да биде. Ако тоа фали, тогаш нешто фали во нашиот духовен живот.
Сакав да зборувам, а тоа веројатно ќе остане за понатаму, за уште еден исто случај кој што во Новиот Завет остава некако некои недоумици. Ќе си речете како може сега човекот у 5 секунди, така да кажеме, да се обрати. И видовме кај Павле, тоа ќе оставиме за понатаму, оној втор случај, кај Павле што било работата и како знаел Исус каде да допре за да поентира, всушност да го сврти Павле и да го искористи токму во неговата служба и сета таа негова ревност. Така да, знаете, некојаш човек може да е ревен, може да дошол до некои сознанија и до некои факти, но да му фали уште малку. Не е доволно само тоа. Да му фали тој допир до него на срцето, значи убедување на срцето, за да биде вистинска алатка во Божите раце. И треба да молиме Господа да го молиме за Духот Свети, да прво ние го примеме, а потоа да знаеме како да допреме до луѓето. Затоа што за знаење сме добри. Значи, ја верувам дека сите ние ни нема рамен, не се фалиме, меѓутоа факт е дека ако има некој тип на квиз, верувам дека ние како адвентисти ќе бидеме меѓу првите. Ако не и први. Имаме неверојатно знаење, стварно, фала му на Бога за сето откриена вистина, но оној втор дел повеќе фали. Како да допреме до луѓето, како да допреме до нивните срца. Оти знаете, ја мислам дека на луѓето многу повише им фали. Денеска мнозина се осамени, мнозина се отфрлени, мнозина не се сакани и така натаму, многу повише им фали тој дел. А тоа може Господ Исус, преку Светиот Дух, преку нас, да го исполни кај нив. А другиот дел, и тој е битен, ќе си дојде и тој едно по друго, на своје место секи си дојде. И потоа ќе видите чудо од човек, може да видите чудо од човек кој што навистина ќе даде се за Христа, се за да биде дел од неговото дело. Иако може би претходно имал други амбиции, сосема други идеи и планови во својот живот, но кога ќе те допре Светиот Дух, навистина прави чудо и прави огромни разлики во животот. И пак ќе кажам на крајот, ако Господ можел со Павле вака, некој кој што ја гонел Божјата црква, ќе кажеме со она народското, па никој од нас или мнозина надвор не фрлале со камења по Господа, нели, како велат луѓето. Господ може. Господ може чуда да прави. Тоа се најголемите чуда кога ќе го сврти човекот за 180 степени, ќе го промени темелно неговиот живот. Дека му е слава на Господа. Ние сме сите овде, не може би како Павле, ама сите сме своевидни чуда. Тоа е факт. Секој ако си го погледне животот порано и каде се наоѓа сега, сите сме ние своевидни чуда и тоа му го должиме токму на Господа и на работата на Светиот Дух и на некој Божи слуга кој што кај некој од нас, значи, делувал. Може би некој сам се осведочил, сам, мислам, читајќи од Библијата, дека натаму, но секако на било кој начин Господ допрел преку Божиот Дух. Нека му е слава нему. Амин. Божи, Господе наш, Ти благодариме за се што си сторил во нашите животи. И ние сме вистински чуда, да. Затоа што нема ништо потешко од тоа да се скрши тврдото срце, гордото и себишното срце на човечкото грешно битие. Во ситуација кога ти си оној кој што највеќе од се ја почитуваш слободната волја на човекот. Затоа сите ние сме чуда. Но Господи, може би се уште не онакви чуда какви што ти сакаш да бидеме. Чудо како Павле. Од Савле станал Павле. Која драматична промена. Чуда како многу други во Библијата. Затоа, Господи, те молиме да делуваш преку силата на Духот Твој свети во нашите срца.
затоа што има голем потенцијал во секого од нас, да ако можеби има уште некој доказ, факт кој што ни фали во нашиот живот, кој што можеби ни придонесува да бидеме малку на дистанца, да не целосно ти се предадеме тоаш, Господи, појави ни се во таа чудесна светлина во нашиот живот. Осветлине и нас, турнене од нашите коњи, нашите високи места, можеби, нашите амбиции, нашето славолюбие, и покажи ни кои сме, покажи ни всушност што правиме во нашите животи и каде треба да се упатиме. Те молиме, Господи, за луѓето надвор, кои што талкаат во темнината, па ние треба да сме таа светлина. Ти преку нас, за да допреме до нив. Во оваа прилика те молам, Господи, за она момче што ни карши тука комшија. Не знам ни кој е, не знам ни како изгледа. Само знам каква драма се случуваше вчера овде. А не е тој единствениот. И не знам кој е проблемот во тоа семејство, но те молам, Господи, во еден момент вчера ни падна толку жал и толку тешко, што паднав на колена да се молам, Господи, да не се случи нешто што не треба. Те молам и понатаму, и те молиме сите заедно да делуваш ти на срцата, пред се на неговото срце. Што и да е во прашање, да го вразумиш, ако е во прашање некоја неразумна желба или било што, и да однесиш мир во тоа семејство. Да работите тргнат во друг правец и да ете, веројатно, твоја волја, да некако допреш ти до нив, како и до мнозина други кои што се повеќе ќе запаѓаат во депресија, во незадоволство, во бунтови, во сето оно што го носи ова последно неизвестно, драматично време. Те молиме, Господи, за секоја една душа и искористи не уште еднаш максимално колку што можеш од нас, за да можеме да допреме до тие души. Води ни во оваа нова седмица, да се ти благодариме во Христово име. Амин.